Драги ученици, јас сум Ана Бошковска, одделенски наставник од Основното училиште Блаже Конески од Прилеп. Денес заедно ќе одржиме час по математика. Што ќе работиме денес? Преку играта во продавница, денес ќе повториме за монетите и банкнотите кои ги користиме во секојдневниот живот. Ќе се подсетиме на нив. Ќе купуваме и плаќаме еден, два или повеќе производи, ќе пресметуваме кусур и сето тоа ќе го правиме преку решавање задачи со собирање, одземање и множење. Ова е нашата продавница. Како и во секоја друга продавница, за да купиме некој производ, користиме пари како средство за плаќање. Поради тоа, треба да ги препознаваме и да ја знаеме нивната вредност. Парите во секоја држава имаат различно име. Ние користиме денари. Подсетете се како се викаат парите во други држави. Истражувајте, а одговорот кажете му го на вашите родители. Како што кажавме, наши пари се викаат денари. Тие можат да бидат метални, кои ги нарекуваме монети, а можат да бидат од хартија или книжни, нив ги нарекуваме банкноти. Постојат монети со вредност од 1 денар, монети со вредност од 2 денари, 5 денари, 10 денари и 50 денари. Како што и сами знаете, монета од 3 денари, од 6 денари или од 27 денари не постои. Банкнотите, односно книжните или хартиените пари, може да имаат вредност од 10 денари, 50 денари, 100 денари, банкноти од 200 денари, 500 денари, 1000 денари или 2000 денари. Нивниот изглед го гледате на слайдот. Тие што се пољубопитни и со поостри очи, сигурно забележале дека на задната страна на монетите има нешто. Така, например, на монетата од 1 денар, од задната страна има шарпланинец. На монетата од 2 денари е врежана охридската пастамка, а на монетата од 5 денари стои рисот. На монетата од 10 денари стои мозаик со паун, а на монетата од 50 денари стои или е врежана фреска. Што има на задната страна од банкнотите е предизвик за вас. Истражувајте, разгледајте и видете. Време е да решиме некоја задача. Задача број 1. Помогни му на Марко. Марко сака од нашата продавница да купи книга со загатки. Кои монети и банкноти може да ги искористи? Марко од продавницата сака да купи книга со загатки, која чини 285 денари. Тој има на располагање 3 банкноти од по 100 денари, 2 банкноти од по 50 денари, банкнота од 200 денари, 3 банкноти од 10 денари и монети од 1, 2 и 5 денари. Постојат повеќе начини на решавање на оваа задача. Вие одлучете како Марко да ја плати книгата. Јас би направила вака. Би искористила 2 банкноти од по 100 денари, една банкнота од 50 денари, 3 банкноти од по 10 денари и монета од 5 денари. Вкупно тоа би било 285 денари. Сепак постојат повеќе решенија на оваа задача. Во втората задача го имаме Мухамед. Во нашата продавница е Мухамед. Колку пари треба да плати Мухамед кој сака да купи топка и ножица? Топката има цена од 210 денари, а ножицата има цена од 68 денари. Уште еднаш ја читаме задачата. Колку пари треба да плати Мухамед за топката и ножицата? Кога во текстуалните задачи постои сврзник и, тоа нас не наведува да користиме операција собирање. Задачата би ја напишале вака. 210 плюс 68
И сега треба да го пресметаме збирот. Начинот на пресметување зависи од вас. Дали ќе го користите методот каде што ќе собирате единици со единици, десетки со десетки, стотки, стотки, дали ќе разложувате, па бројот 68 ќе го разложите на 60 плюс 8 и ќе пресметувате 210 плюс 60 е 270 плюс 8 е 278, тоа го оставам на вас. Третата задача е посветена на Ема. Помогни и на Ема да пресмета колку пари ќе ја останат. Ема има 500 денари. Таа сака да купи боички. Боичките имаат цена од 165 денари. Да ја прочитаме задачата уште еднаш. Помогни и на Ема да пресмета колку пари ќе ја останат. Таа има 500 денари, а сака од продавницата да купи боички со цена од 165 денари. Значи, во оваа задача треба да пресметаме кусор. Тоа би било математичка операција од земење. Правилното поставување на задачата е следно. Од 500 треба да го одземеме бројот 165. Ќе добиеме резултат 335. Дали тоа ќе го правиме со разложување на бројот 165 или со одземање единици од единици, десетки од десетки, стотки од стотки, при тоа ќе треба да позајмувате, тоа останува на вас. Четвртата задача е за Кире и Ирис. Ирис и Кире од нашата продавница сакаат да купат количиња. Секој од овие количиња вреди по 10 денари. Првото барање е колку пари ќе плати Ирис за 3 коли. Но потоа Кире сака да ги купи сите количиња и колку пари тој ќе плати за нив. И на крајот треба да пресметаме колку пари ќе потрошат ако двајцата купат по 5 коли. Одиме постепено со решавање на барањата на оваа задача. Значи, првото барање е колку пари ќе плати Ирис за 3 коли. Ирис сака да купи 3 коли. Тие 3 коли се по 10 денари. 3 по 10, како што и сами знаете, добиваме производ 30. Кире пак сака да ги купи сите количиња. На сликата, ако забележавте и изброевте, има 9. 9 количиња по 10 денари, вкупната вредност на количињата е 90 денари. Последното барање беше малку пообемно. Тоа можеме да го решиме на повеќе начини. Првиот начин е ако решаваме вака. 2 деца купуваат по 5 количиња, тоа се вкупно 10 коли. 10 коли по 10 денари добиваме вредност од 100 денари. Другиот начин на решавање е ако користиме броен израз. Ќе запишеме за Ирис 5 количиња по 10 денари плюс 5 количиња за Кире по 10 денари. Во продолжение имаме 50 плюс 50 е вкупно 100 денари. И на двата начини децата потрошија 100 денари. Можеме да одговориме. Ако двајцата купат по 5 коли, ќе потрошат вкупно 100 денари. Решивме 4 задачи. Во првата задача ги препознававме и разликувавме монетите и банкнотите. Во втората задача, со помош на операцијата собирање, одредивме колку пари чинат два производи. Во третата задача пресметувавме кусор, односно со операцијата одземање, од парите што ги имаше девојчето, ја одзедовме цената на производот што сакаше да го купи и добивме некоја разлика. Во третата задача користевме операција множење. Оваа игра во продавница можете да ја играте дома. На масата наредете неколку предмети или играчки. До нив, на мало бело правоаголно ливче, можете да напишете цени. Потоа самостојно составувајте задачи како во примерите. Задачите можат да бидат со операциите собирање, одземање или множење,
А исто така можете да користите и задача како да платам, односно кои монети и банкноти да ги користам. На овој начин вежбаме собирање, одземање и множење, но сме и многу повешти при пазарење. Ви благодарам на вниманието. До следното видување.